Во Чифте Амам, кој што исто така е една туристичка атракција кога станува збор за Скопје, таму се наоѓа Верица Блажевска утрово и ќе ни препорача да посетиме една убава изложба. Повели, Верче. Ти благодарам, Јована, поздрав до тебе и до гостинот, и јас на некој начин би се надоврзала, тој кажа каде може да се појде овој викенд и што се да се види и посети. Сите оние кои што имаат можност можат да дојдат во Скопје, или оние кои што се од Скопје, а немаат можност некаде подалеку да појдат. Тука е старата скопска чаршија, преубава, прекрасна, душата, срцето на градот, а овде е и Чифте Амам, објектот на Национална галерија, каде ќе посведочите на една прекрасна извонредна изложба која ние можевме утрово да ја видиме. Тоа е етнографија во делата од колекцијата на Националната галерија. Никола Мартиновски, Вангел Коджоман, уште многу други, Лазар Личиновски, бројни автори и бројни дела кои што раскажуваат историја, раскажуваат за македонскиот бит, за традицијата и обичаите. Ние ова утро токму ќе направиме ќе се обидеме да направиме една кратка обиколка, а повеќе за изложбата, за делата, инспирацијата и идејата ќе ни каже и самиот автор или куратор, кустос етнолог Александар Ристевски. Добро утро и добро ни дојдовте во СК Македонија. Добро утро и голем поздрав за гледачите на Сител телевизија. Ви честитам за изложбата, таа се отвори синоќа, мисля че ние сме први утрово кои доаѓаме овде со камера да ја забележиме и да можеме се она што се случува овде да преку објективот на нашата камера, нели со колегата Александар Трајковски, да им го пренесеме на гледачите. Од каде идејата, зошто етнографија, што споивте, што направивте, што ќе имаат можност да видат оние кои ќе дојдат овде во Чифте Амам? Па интересно е како феномен Националната галерија како таква, во основа е институција каде што стручниот кадар пред се, кустосите се во главном класични историчари на уметност. Јас од друга страна, токму затоа и потенцирано, јас сум кустос етнолог и одговорен за етнографскиот и етнолошкиот материјал од оставштината на Лазар Личеновски, она што треба во онаа куќа покрај Вардар, нели перспективно кога ќе се заврши реновирањето и се останато да го превземам и да го раководам. Како човек кој работи веќе 16 години во институцијата, јас бев долги години во допир со, барем на хартија, па и визуелно во самите депоа на институцијата, во контакт со тоа што го имаме, и во еден неврзан разговор со моите колеги, решиме зошто ние низ годините сме имале бројни, да кажеме, тематски изложби со делата од колекцијата, и едно од нашите одговорности како институција е покрај тоа што правиме повремени изложби и да правиме изложби каде што ќе се презентираат делата кои се од колекција, во главно не се изложени јавно за пред јавноста, и тенденцијата е нели да ги ротираме и да ги прикажеме во различни конотации, во различни светла. И сега, токму поради тоа, во еден неврзан разговор се најде една идеја, ајде да видиме колку во делата на самата институција, на Националната галерија на Македонија, има дела кои имаат своевидна етнографија. Поточно, колку дел од тие уметнички дела се осврнуваат на животот, на архитектурата, на секојдневните карактеристики на популацијата на луѓето кои живееле на овој простор. И тргнавме во една иницијална селекција. Јас, кога почнав од првото дело, кој е дел од колекцијата, стигнав негде до бројот 1500 и до бројот 1500 веќе имав селектирано 350 дела. И прво ми се насмеја, ми рекоа, тоа е премногу мегаломански. Јас реков, па еве 100, ми рекоа, и тоа е премногу, ќе го наполниш цел објект, ќе нема. Така да, иницијалната идеја беше да работиме, да кажеме, по етапи или по развој на ликовната уметност во Македонија, и за почеток решивме тоа да бидат прво преродбениците и таа прва и втора генерација, да кажеме, основоположниците и останатите, со тоа што оставивме простор, доколку нели има интерес, желба и се покаже квалитет од истата изложба, ова понатаму да има етнографија 2, етнографија 3, етнографија 4, значи оставивме простор оваа изложба да се надградува. Поделивме во неколку сектори, овде како што гледате го има основното стопанство, руралниот живот, да кажеме, токму тоа што било обележено Македонија пред 100 години, затоа што, да кажеме дека Македонија над 75% како територија во тој период била со рурално население, со живот во селските средини. Овде гледаме стара градски, стара селска архитектура во одредени делови и можеме да видиме делови од Охрид,
од Струмица, овде ја имаме и Ваташа, старо и ново Скопје, како се изменуваат градбите, нели во неповоениот период. Така да има интересни представки и објаснување на тоа што бил дел или каков бил животот во тој период, да кажеме, меѓу двете светски војни и нешто по Втората светска војна. Овде имаме повеќе портрети на разни луѓе. Имаме едно епохално, фантастично дело кој го користевме ние кога беше 60 годишнина на институцијата, портрет на девојче или момиче од Ѓорги Зографски. Исто така тука го имаме портретот на Селанец. Имаме, тука ја покажуваме и ликоста и разновидноста и етничкиот колорит на Македонија. Така. Го имаме делото на Мартиновски, циганин со црвен фес, турчин со бела брада, исто така на Мартиновски, и исто така од него насмеано девојче. Така да, тука го имаме едно фантастично дело кое не е многу јавно изложувано, тоа е делото Рамадан. Така да, имаме еден широк опус кој токму од прва рака ни ја представува Македонија и низ историјата и со нејзината шареноликост и разновидност во секое поле. Така. Забележавме некои од авторите, зборувајќи ни за тоа како на некој начин започнува изложбата и што имаме можност да видиме од почетокот до овој дел. Кои се автори се застапени во оваа изложба? Андонов Папрадишки, Ѓорги Зографски, Личеновски, Мартиновски, Коџуман, Шојлев и бројни други. Мислам сега вака, овде го имав Митовислав Кризман како таков, Шојлев го гледаме пред нас, така да бројни автори, како што реков, тоа се предодбениците и основоположниците, првата и втора генерација на македонски уметници, тие кои твореле крајот на 19-тиот и првата половина од 20-тиот век. Овде имаме, ако не се лажам, еден многу интересен мотив. Да. Ова е првиот чин од македонска крвава свадба, ако не се лажам. Тоа е така представата, ова е авторско дело на Ѓорги Зографски. Мислам дека е еден фантастичен приказ. Немам точен податок дали и колку до сега јавно било, барем во изминативе години, изложувано, но добар, пак ќе кажам, добар дел од делата има, како што девојчето кое го покажаме предмет, тоа е можеби и преискористено, да кажеме, и ја имало во огромен број изложби, како и Селанецот, но овде има дела кои многу малку ги имало во јавност. И јас сум посебно горд на тоа и позитивните реакции кои вчера вечер при отварањето на изложбата ги имаме, поготово од стручните лица, стручната јавност. Беше од тоа што ми е пренесено пофалена селекцијата на дела, на што сум особено горд, и се надевам дека овој краток период каде што ова изложба, тоа е повеќе ради програмски можности, да кажеме. Имаме голем број изложби како институција, тоест Националната галерија има. Изложбата ќе биде само уште следниве 17 дена, така да, како што посочивте, уште викендов и наредните 2 викенда и деновите измеѓу, е паметно кој има желба да дојде и да ја погледне истата. Така. Имаме овде уште неколку интересни дела, би можеле да ги прокоментираме, еве, да стигнеме до уште некој дел. Просторот е таков, рековме многу дела, не можеме да стигнеме можеби до самиот крај. Сите оние кои што ќе сакаат, нели, да ја видат изложбата, ќе може да дојдат овде во Чифте Амам и да ја посетат. Ова што го гледаме во моментот, ова е Куршумлијан. Да. Ова е токму објектот кој се наоѓа во дворот на Музеот на Македонија. Така. Гледаме дека визуелно тогаш е малку поразлично од тоа што е сега. Ова е дело на Михајло Шојлев, исклучително убаво и квалитетно дело, и можат луѓето и своевидна компаративна анализа да направат на одредени простори. Овде го имаме, нели, старото градско јадро на Кратово. Така да може луѓето, како тоа е мотив од Кратово, да, луѓето може да направат своевидна и компаративна анализа на тоа каква е состојбата денес, а каква била пред 80 или 100 години, за разлика од сега. Така. Да. Овде имаме, рековте, исто еден преубаво дело, прикажано, рековте, оној чочак, препознат. Исто на Лазар Личеновски. Овде имаме и две скулптури, ги имаме од Димо Тодоровски, еден исклучителен вајар, од тој делово, како што можете да видите, над 70 години старо, и токму можеме да ги видиме и контурите на лицето, и да кажеме
капата која ја носи, која зборува пример за одреден период и се останато. Овие две дела, нели, и малку разноликост, да не бидат само слики, ставивме и две скулптури. Овде имаме еден од најодличните карикатуристи од Македонија, тоа е Василиј Поповиќ Цицо. Так. Цицо има исклучително голем опус и е значајно застапен во колекцијата на Националната галерија. Овие беа две интересни дела, иако во стартната селекција имавме многу повеќе. Така да мислам дека ќе остават еден убав впечаток пред публиката, која се надевам, повторно ќе кажам, во овој и наредните 2 викенда, тоест 3 викенда, заклучно со 3 мај, ќе го посетат Чифте Амамот и ќе погледнат оваа наша изложба. Така, немаме уште многу време. Она што би сакала да прашам, односно да го потенцираме, е она што вие ни го кажавте кога стигнавме. Ни рековте дека голем број од овие дела никој не ги видел во живо. Ги видел на фотографија, ги видел како меѓутоа дел од нив не се погледнати во не биле јавно изложувани или биле приватни дела претходно пред да бидат достапени кај нас, или биле долги години во депото на Националната галерија. Токму вчера тоа беше изненадување, барем за 90 дела од страна на стручната јавност која ја посети вчера изложбата и отварањето, дури беа зачудени и не знаеа дека делата се токму сопственост на институцијата и дека се дел од колекцијата, да. Така да мислам дека ќе биде убава можност дури за професионалците од областа да дојдат и да видат тие дела кои се споменети, да ги видат и во живо. Ви благодарам многу за тоа што не прошетавте на некој начин, баш онака како што нели доликува, како што би направил нели куратор, еден кустос на изложба. Ви честитам уште еднаш за изложбата, за оваа етнографија, која што рековте дека можеби ќе има етнографија 1, 2, 3. Да. Ние се надевам дека ќе дојдеме и ќе ги видиме сите дела, а преку нели нашата камера и гледачите на Ја сакам Македонија. Ви благодарам уште еднаш. Ми беше задоволство и благодарам многу и посетете изложбата. Секој добро. Секој некој што сака да ја види оваа прекрасна, преубава извонредна изложба, би рекла овде во Чифте Амам, да посведочи за тоа како твореле овие автори, дел од оние автори кои што твореле овде на македонско тло, може да дојде овде во Чифте Амам во наредните 3 седмици и да ужива во она што го има овде. Верче, секоја чест и за тебе и за Александар Истевски, кој што толку убаво не поведе и не спроведе низ овие ходници каде што има толку важни дела од најистакнатите наши уметници и воопшто за кои што нели и сме учеле, дел од делата препознавме, а дел прв пат гледаме. Ова беше навистина несекојдневна можност да уживаме на едно место во сите овие нивни големи дела. Не пропуштајте оваа изложба, како што слушнавте, ќе има и втори, трет дел, а ние, Ја сакам Македонија, ќе бидеме секогаш на место за да можете да погледнете, макар вака ако веќе не сте во можност да појдете во Чифте Амам.